Ке има ли реално намалување на цените во наредниот период? Трговците и владата во преговори на кој начин да се действува со цел граѓаните да почувствуваат дека цените на производите се движат во надолна линија. Трговците побараа да има реално намалување на цените на 100 до 200 производи кои се најнеопходни за нормално живење. Предлогот од Стопанската комора за листата на производи кои треба да бидат поевтини наредниот период е предадена до Министерството за економија, до влада и пазарен инспекторат. До крајот на неделата се очекува да биде познато дали и кои производи ќе бидат со пониски цени. Во меѓувреме граѓаните сведочат за енормно високи цени на основните производи за живот. Идејата за намалување на цените на производите е добра, но според економистите нема да се постигне посакуваниот ефект. Проблем е што не е утврдена структурата на цената на производите, па и одлуките кои се носат краткорочно и резултатот е речиси невидлив. Идејата е добра и претходно, добра и сега, резултатите мислам дека нема да го дадат ефектот, од причина што ние немаме, се уште владата не успеа да ја утврди структурата на цената. Владата треба да каже во еден производ што чини 100 денари, еве каква е структурата. Производителот зема 60% или 50%, дистрибутерот, трговецот на големо зема толку, трговецот на мало зема волку и вкупно да дојдеме до 100 денари. Ние се уште никако граѓани, никако влада, тие податоци не ги знаеме, не ни се познати. Според мене, пак ќе кажам, идејата е добра. Меѓутоа, можеби требаше да се направи еден друг начин на утврдување на цените. Да, цените ги определува производителот, а во рамките на таа производителска цена да производителот му дава рабат на трговецот. Ивановски смета дека одреден производ без разлика дали станува збор за брашно, млеко, шеќер, треба да биде со иста цена во цела држава. Во спротивно, реално намалување на цените нема да има. Доколку суровините, влезните суровини кои учествуваат во тој производ не се задржат на исто ниво, ќе дојде до намалување на цените. Ама доколку пораснат цените на суровините, нема да паѓа цените, барем да се задржат. Значи, ние целата стратегија ја базираме на претпоставки. Тоа не е добро. Граѓаните бараат конкретни мерки, бараат стабилни цени и цените да паѓаат. Одлуката за намалување на цените се темелеше на 6-месечниот извештај од Државниот пазарен инспекторат, според кој кај трговците на мало беше утврдено дека има над 20% маржа на основните прехранбени производи и над 30% маржа кај средствата за лична хигиена, додека кај увозниците и дистрибутерите се евидентирани по високи маржи, кои одат дури до 50%.